Со предлог буџетот за 2018 година 16 милиони евра се предвидени за активни мерки за вработување на граѓаните, рече министерот за финансии Драган Тевдовски денеска на промоција на новата кампања ЕУ за тебе. Тој вели дека ова е најголема сума досега издвоена од буџетот на Република Македонија за решавање на најгорливиот проблем во општеството, невработеноста. Во областа на финансиите, министерот посочи дека за политиките за вработување, образование и социјална инклузија, покрај значајната поддршка од Европската унија преку ИПА средствата, и владата издвојува и планира значителни средства за нивно спроведување. Како пример, министерот за финансии ги посочи активните мерки за вработување. Во предлог буџетот за 2018 се предвидува скоро 1 милијарда денари за активни мерки за вработување, што е значајно повеќе во споредба со просекот од претходните години. Активните мерки за вработување се добар пример за комплементарноста на политиките на ЕУ и националните политики на владата, истакна министерот за финансии Тевдовски, посочувајќи дека Министерството за финансии е целосно насочено кон спроведување на европските реформи, како транспарентноста во управување со јавните финансии и долгорочно планирање. Според податоците објавени на веб страницата на Министерството за финансии, со новиот буџет за 2018 година се планираат значително повеќе пари за активни мерки за вработување во однос на минатите години. Така во споредба со пред 2 години, планирано е речиси двојно повеќе средства за вработување преку активни мерки на владата. Во рамки на овие средства проектирани се и средства за младинска гаранција, која предвидува одреден период државата да финансира директно пари за бруто плати на млади луѓе кои завршиле образование и се подготвени да се обучуваат или трајно да се вработат во земјава. Планирани се и 2 милијарди денари за поддршка на домашни и странски компании, што исто така ќе придонесе кон отворање на нови работни места.